Возлюбени браќа и сестри, ние сме создадени од Бога како телесни и духовни битија. И Господ не обдарил со сетила, го обдарил и телото и душата. Како што телото има очи да гледа, така Господ и на душата своја и дал очи, на душата на човекот и дал очи да може духовно да гледа. Додека видот човеков може не по негова вина да биде оштетен, духовниот вид зависи од нашата волја. Додека од некоја болест или од повреда можеме да ги повредиме очите и да не ја гледаме светлината, со духовните очи гледаме само тогаш кога ќе сакаме ние. И се случува многу често духовните очи да ни бидат замрежени, затворени за светлината, за да не ја видиме и да не се покаеме. Од денешното Евангелие токму за тој телесен и духовен вид станува збор. Двајца слепци го виделе Христа како поминува покрај, односно им кажале дека Христос врви покрај нив, не можеле да го видат. Но со духовните очи биле спремни да видат дека тој, Христос, може да им ги отвори телесните очи. Нивната вера Христос ја покажал пред луѓето така што не ги услишал веднаш. Знаел Христос дека тие двајца слепи имаат вера во себе и дека се истрајни во верата. И затоа веднаш не ги услишал за да видат и другите околу нив колкава вера тие луѓе имаат. Кога влезе во куќата, вели, ги одминал Христос, значи, и влегол во куќата, и дури тогаш тие слепци се приближиле и побарале од Христос да им ги отвори очите. А Христос и пред сите со збор за да ја потврди верата нивна ги праша: дали верувате дека можам тоа да го направам? А тие со силна вера одговорија: да, Господи. И тогаш Христос им рече: нека ви биде според вашата вера. И слепите прогледаа. Но имаше околу покрај тие луѓе што се восхитуваа на ова чудо и на сите чуда како што вели евангелистот се случија потоа, донесле и фатени некои, тие се исцелиле. Покрај оние луѓе што се восхитувале, значи, на чудата Божи, имало и луѓе со затворени духовни очи, кои со својата волја не сакале да ја прозрат таа светлина која доаѓа од Бога, па велеле тој ги истерува лошите духови со помош на силата на ѓаволот. Но без оглед на се, вели евангелистот, тој и понатаму продолжил да го проповеда Царството Небесно по синагогите и поучувал. А тие кои не ги отвориле духовните очи, останале слепи по своја собствена волја. И затоа светлината Божја која секому се дава, но не на сила, не може да ја видат. Не може нити Господ да им ги отвори тие духовни очи, не затоа што не може, туку затоа што не сака да ја наруши слободата нивна. Како што сонцето грее за секого од нас
и го осветлува денот. И ние со помош на таа светлина можеме да ги препознаваме предметите околу нас и да ги видиме лицата на нашите блиски. Така Господ ја дава светлината несебично, но ако ние ги затвориме очите, ниту ќе го видиме денот, ниту ќе ги препознаеме предметите околу нас, ниту нашите блиски ќе ги видиме. Така се случува и со духовното слепило, кое е присутно во голема мера во овој свет кој што лежи во грев. Попријатно се чини дека е на човекот да ги затвори очите на совеста своја и да може да прави злодела без при тоа да го осудува совеста. Се чини дека полесно е на човекот да се крие од сопствената совест, затварајќи ги духовните очи, отколку да ја согледа својата грешност и да ја пушти светлината Божја во душата своја и да предизвика во себе распаѓање на сите темници кои се во човекот и да го прозре, да ја види промислата Божја и да ја прозре својата грешност, да побара помош од Бога. А Господ пак не чека со расширени раце, драги браќа и сестри. Не чека само тој мал чекор да го направиме, да ги отвориме духовните очи, а понатаму тој ќе го изоди по големиот дел од патот, за да не прегрне во љубовта своја. Но треба да ја прифатиме таа љубов и да разбереме дека единствено таа љубов е несебична и таа љубов ни се дарува на сите забадијала. И љубов не може ни да постои ако е со некоја сметка. Ако ние за таа љубов бараме возврат, тоа тогаш не се нарекува љубов, туку се нарекува интерес. Но Господ без интерес нас не љуби. Замислете, што можеме ние на Бога да му дадеме за возврат за неговата љубов? Имаме нешто овде кое не ни е дадено од Бога, па да му го вратиме нему, односно да му го дадеме нему. Можеме само себе си да се принесеме во љубовта негова, за вечно да бидеме прегрнати во таа љубов, уште овде и сега. Царството небесно е овде и сега, се случува на светата литургија. Затоа литургијата е централниот настан за сите нас. Затоа се собираме на света литургија, затоа заедничареме со Бога, за да бидеме прегрнати од таа љубов и ние да ја прегрнеме таа љубов. И да бидеме вечни битија уште овде и сега. Нека на поука ни биде денешното Евангелие, драги браќа и сестри, да имаме предвид секогаш дека освен телесните очи, имаме и духовни очи. И треба да се грижиме за тие духовни очи да бидат отворени и секогаш вперени кон Бога и неговата светлина. Без таа светлина не можеме ниту да ја согледаме нашата грешност. Затоа нека Господ ни биде на помош по молитвите на светите апостоли и на сите светители и на неговата пресвета мајка. Нека светлината негова не озари и нека нашите духовни очи секогаш бидат отворени за таа светлина, да не има Господ во љубовта своја и ние да заедничареме секогаш и овде, но и во 8-миот невечерен ден кој го очекуваме да дојде сега и секогаш
и во вековите на вековите. Амин. История